Власта очекува разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски до крајот на неделава. И покрај неисцрпните реплики и контрареплики на опозицијата, расправата ќе заврши деновиве, вели претеничката од власта Фросина Ременски. Од ВМРО ДПМН велат дека ќе се откажат од маратонските реплики уште веднаш, под услов прво да биде изгласан законот за јавно обвинителство, според кој обвинителот го предлага опозицијата. Разрешувањето на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски нема да трае до недоглед. Ние очекуваме оваа недела Марко Зврлевски да биде разрешен во Собранието на Република Македонија. Ние се откажуваме од нашите реплики, од нашите дискусии. Во истиот момент, кога владата на Република Македонија поведе иницијативата за разрешување на господинот Зврлевски, ние поведовме иницијатива за промена на законот за јавно обвинителство на Република Македонија, со кој што предложивме јавниот обвинител да се бира со двотретинско мнозинство. Во одбрана на Зврлевски и со посвета на културните уметници кои беа разрешени со доаѓањето на новата власт, опозицијскиот пратеник Димитар Стевананџија читаше стихови од тешкото од Блаже Конески. Сите обиди да се спасува Зврлевски од говорница за власта се и обиди да се покрие катастрофален рейтинг на Никола Груевски пред избори. За нив приоритет се законите за минимална плата и за стечајците. О, тешкото. Зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземе некот, зошто во градиве жал лута ме стиска и зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам лик. Со вашите јалови дискусии во Собранието на Република Македонија за одбрана на криминалот и попречување на правдата, вие директно го блокирате усвојувањето на законот за минималната плата, што ќе овозможи решавање и подобрување на стандардот на илјадници работнички семејства во Република Македонија. Додека власта ја обвинува опозицијата дека држи говори кои наликуваат на април, народните избраници од ВМРО ДПМН разрешувањето на Зврлевски го искористија да ја критикуваат владата со законот за јазиците и новите задолжувања. Дали да почнем од срамниот неуставен закон за двојазичност, каде колега во истокот, каде што има 0% албанско население, ќе се воведува албански јазик како втор официјален. Колешке, слушате ли не? Па тогаш одазовете вам избора ми исклучен бие микрофонот. Придржате се на точката доколку сакате да продолжите со збор. Ако не се придржувате, молам, дозволете ми да се доискажам од причини што сето тоа се пречки кои Зврлевски треба да ги стопира, а на новото формирано мнозинство не му одговара. Пратениците од власта остануваат на ставот дека разрешувањето на Марко Зврлевски е легално и легитимно, а за разлика од нив, опозицијата жестоко го брани државниот обвинител, повикувајќи се на неговата стручност и биографија.